Кратки најави за денешниот дневник. Непроценливо епохално археолошко откритие во Струшко Корошишта. Граѓанската иницијатива Збогум Буково утре со настап на градскиот плоштад го започнува своето делување. Детската градинка Јасна Ристеска го одбележа својот патронен празник. Распишани конкурсите за доделување на општинската награда Патрон на градот и повелба Свети Климент Охридски за 2024 година. Путин сепак му е честита победата на Трамп. Ова беа кратките најави за денешните настани. Подетално за нив ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во сабота над североисточна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од континентот ќе условува стабилно време со зголемена облачност и релативно топло за овој период од годината, со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек. Локални врнежи од дожд се очекуваат во земјите на Бенелукс и во централен Медитеран. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Во северните и североисточните предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 8 до 20 степени. Во Македонија во сабота ќе имаме студено утро со појава на умерен мраз и утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -6 до 3 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури ќе достигнат од 11 до 20 степени. Во Охрид во сабота по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во Охрид во недела и понеделник по студеното утро со минимална температура од 2, односно 1 степен, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и свежо време со максимални 10, односно 8 степени. Во вторник ќе превладува умерено облачно и студено време со сончеви периоди. Утринската температура 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, какви бендови, по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Непроценливо епохално археолошко откритие во Струшко Корошишта. Станува збор за архајска некропола каде се откриени стотина вредни археолошки артефакти, гробници со златни предмети и украси. Епохално археолошко откритие на локалитет во селото Корошишта во Струшко. Откриени стотина артефакти од непроценливо значење, златен надградник, 2 златни прстени, повеќе златни предмети и украси. Се работи за монументална гробница, односно 2 гроба на маж и жена, за кои се предпоставува дека потекнуваат од елитата, аристократијата со оглед на богатите подароци пронајдени во гробот. Според археолозите, ова е историски момент и за балканската и за европската археологија. И сите други останати наоди покажуваат дека покојникот кој е погребан таму и гробната архитектура, повторно ќе ја споменам, бидејќи е импозантна, 7 метра должина со 4,5 метра ширина, тоа е ги надминува сите досега познати архајски некрополи во Балканот. Не во Македонија, значи на Балкански полуостров. Дното на гробницата е на 5 метра длабочина и може да замислите колку труд и посветеност требаше. Архајската некропола Корошишта станала предмет на интерес на археолошкиот музеј пред 4 години, кога собственик на нива случајно пронашол бронзен шлем кој го предал во заводи музеј Охрид. Истражуваниот локалитет на ова место представува некропола од архајскиот период, 6 век пред Христа, која по многу нешта наликува на далеку познатата Требенишка некропола, која е во непосредна близина. Со овие откритија не само што го прошируваме нашиот историски контекст, туку ја зацврстуваме нашата позиција како важен чинител на регионалната, балканската и европската археолошка сцена. Овие откритија докажуваат дека заштитата на целиот Охридски регион е сосема оправдана, бидејќи не само во Охрид, туку вредно културно-историско наследство има и во соседна Струга и во соседна Дебрца. Со овие откритија се потенцира важноста на тоа што границите на универзалното исклучително природно и културно наследство се распрострираат длабоко на северната обала од Охридското езеро. Многу луѓе се прашуваат зашто. Ево ова е една потврда за тоа што треба да се знае дека границите на Охридскиот регион кој е заштитен под УНЕСКО се наоѓа и во границите на Струга и општина Струга, општина Дебрца, покрај општина Охрид. Пронајдените артефакти ќе бидат конзервирани, а потоа изложени за јавноста во археолошкиот музеј Скопје. Ќе ги конзервираме предметите овде во завод и музеј Охрид, а потоа се надеваме, како што деновиве се договараме и министерот е присутен, дека можеби ако продолжиме со истражувањата така како што планираме, ќе ни треба и нов музеј на архајската култура во Македонија.
Локалитетот соодветно е обезбеден и заштитен. Неговата точна локација не се открива во јавноста со цел да се заштити од дивите трагачи по богатство. Археолошките истражувања ќе продолжат и во иднина. Археолозите очекуваат повеќе гробници со богати археолошки наоди. Депониите кои го загрозуваат здравието на граѓаните се национален проблем и време е да се разбудиме и нивното решавање да го направиме приоритет, порачуваат од граѓанската иницијатива Збогум Буково. Тие утре на градскиот плоштад со информативно-едукативен настан го започнуваат своето делување, кој има за цел подигнување на јавната свест и притисок врз надлежните за да се откочат и придвижат процесите за изградба на регионална депонија во Новаци и конечно затварање и санирање на дивите депонии. Утре напладне на градскиот плоштад во Охрид граѓаните ќе имаат можност да се информираат за штетните ефекти на дивите нестандардни депонии Буково и Маутскер врз здравието, што значи постоење на стандардна депонија, да поставуваат прашања и да дискутираат со стручни лица и активисти, а воедно оние граѓани кои сакаат ќе можат официјално да дадат поддршка на граѓанската иницијатива Збогум Буково. Со овој информативно-едукативен јавен настап, групацијата која досега обединува над 50 граѓански организации, месни заедници и здруженија на пациенти, го започнува своето делување, беше кажано на денешната пресконференција. Време е да се разбудиме и ние граѓаните и надлежните и решавањето на проблемот со депониите да ни стане приоритетно, бидејќи се работи за здравието, велат од Збогум Буково. Барањата се следни. Бараме неопходно, итно да се започне со спроведување на регионалниот план за управување со отпад, да се следат сите потребни процеси, изградба на регионална депонија во Новаци, санирање на Буково и Маутскер. Кога велам санирање, мислам со сите неопходни работи кои што ќе ги изврши докажан оператор, да не импровизираме, да не пронаоѓаме некакви алтернативни решенија на своја рака. Јасно дека процесот е доста комплексен, сигурен сум дека ќе биде и долготраен и токму таа причина бараме што поскоро да се започне со било каква реализација. Време е веќе, проблемот не е само локален, исто е така и национален. Треба да е приоритет на државата и на сите локални самоуправи во регионот. Мислам дека треба да се обединиме сите како да покажеме на кохезија како општество, да покажеме дека како заедница можеме да изградиме одржлива и здрава иднина за нашите деца. Првиот чекор на иницијативата е спроведување активности за информирање и едуцирање на граѓаните и подигнување на јавната свест за проблемот и што ќе значи за нив доколку се реализира планот за регионална депонија. Јас мислам дека запознавајќи ги на луѓево што се дешава таму, мислам дека тогаш би им ставиле ние одговорности нив и дека тогаш, уствари само тогаш би се презело нешто зашто клучно е до свеста од луѓето нашиве, самите ние што живееме овде. Не само во однос на селекција со отпадов, ние не мислам дека скоро ќе имаме фабрики за тоа, но воопшто како го продуцираме и начинот на кој што менаџираме со тоа. За Буково конкретно, жалосно е да се каже што, како што кажа Драгана, тоа е едно диво ѓубриште кој што е тука од 70-та година, чинам веќе 50 години таму и ево ние како еден туристички центар во Охрид се уште и денеска се мачиме со оваа горлива тема. Наша најголема надеж и клучот во ова ни е младинава и самава свест. Доколку ние се освестиме што се случува таму, што правиме со ѓубрето и како да треба да менаџираме, мислам дека тоаш веќе ќе имаме правец и дека за некое кратко време би се решило тоа. Ова е наша иницијатива, не е насочена кон некого, не е против некој што сакаме да постигнеме, сакаме сите да ги прибериме кон нас, да не се приклучат, да не поддржат, затоа што се работат за здравјево на сите нас, за здравјево на нашите блиски, на нашите идни поколенија и тука не знам кој некој не би се сложил за тоа да го поддржи. Паралелно од иницијативата Збогум Буково планираат да воспостават комуникација со надлежните со цел транспарентност за тоа како се одвиваат процесите кои треба да доведат до регионален систем за управување со отпадот. Локалната самоуправа, представниците се запознаени, се уште не сме добиле
одговор на барањето да се сретнеме, притисок врз локалните самоуправи од регионот, притисок врз Министерството, притисок врз највисоките позиции во државата, врз влада, каде што, бидејќи реално приоритетот не постои никаде, ова е национален проблем. Да. Оно што бараме е да добиеме план за тоа како планираат да го прават во фази и да имаме достап како се изведува, кој го изведува, апсолутна транспарентност на процесот, за да можеме да правиме граѓанска контрола, која што е најнормална работа во демократско општество. Од Збогум Буково потенцираат дека нивната цел е поддршка на процесите, бидејќи како иницијатива обединуваат организации и луѓе кои работат на подигнување на јавната свест во доменот на селекција на отпад, рециклирање, екологија и кои можат да дадат сериозна поддршка на надлежните во воспоставување на еден одржлив систем за менаџирање со отпадот. Јасно е дека процесот ќе биде долг, но нема да отстапиме додека политичките актери не изнајдат волја приоритетно и сериозно да пристапат кон изградба на регионална депонија децидни се од Збогум Буково. Детската градинка Јасна Ристеска го одбележа својот патронен празник. Во рамки на свечената програма беа изведени бројни музички и танцови точки, подготвени од најмладите по менторство на воспитувачките од градинката. Со свечена приредба која се одржа вчера во спортската сала Билјанин извори, детската градинка Јасна Ристеска го одбележа својот патронен празник. Пред бројните родители и гости во името на општина Охрид се обрати Ана Крстеска, заменик градоначалник. Децата се она што ги прави овие 80 години на Охрид историски значајни и вечни. Тие се иднината на нашиот град, нашето највредно богатство и му даваат смисла на животот. Со длабока почит во моје лично име и во името на општина Охрид би сакала да изразам голема благодарност до целокупниот кадар на градинката Јасна Ристеска. Вашата несебична работа, посветеност и љубов кои ги вложувате во секое дете ја прави оваа установа вистинско царство на игри, воспитание и едукација. Нека е честит патрониот празник на градинката, нека е честит и вековит 7 ноември, нека е вечен слободен Охрид, истакна меѓу другото Крстеска во своето обраќање. Во рамки на свечената програма беа изведени бројни музички и танцувачки точки подготвени од најмладите, под менторство на воспитувачите од градинката. Распишани конкурсите за доделување на општинската награда Патрон на градот и повелба Свети Климент Охридски за 2024 година. По повод 8 декември, Свети Климент Охридски, градоначалникот на општина Охрид распиша конкурс за доделување на општинската награда Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2024 година. А Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија распиша конкурс за доделување повелба Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2024 година. Наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски се доделува за животно дело на еден добитник, само еднаш, и истата не може да се дели меѓу повеќе добитници. Повелбите се доделуваат за остварување и достигнување во сите области од општествениот живот, кои се од особено значење и имаат посебен придонес во развојот и се вкупниот напредок и афирмација на општина Охрид во Република Македонија и во светот во период од една година. Конкурсите траат 15 календарски дена од денот на објавувањето. Пријавите за наградата Патрон на градот треба да се достават на адреса улица Димитар Влахов, број 57, за градоначалник на општина Охрид, со назнака за конкурс општинска награда Патрон на градот Свети Климент Охридски. Пријавите за повелбата треба да се достават во затворен плик на адреса улица Димитар Влахов, број 57, со назнака за Комисијата за обележување празници и манифестации и доделување награди и признанија, со назнака за конкурсот за доделување повелба Патрон на градот Свети Климент Охридски. Опожарено возило во стариот дел на градот. Ноќеска околу 1 часот и 30 минути, територијалната противпожарна единица Охрид примила дојава за запалено возило во стариот дел на градот на тешко пристапен терен. Оттаму апелираат граѓаните да ги паркираат своите возила на соодветни места, како би овозможиле полесен пристап на возилата на територијалната противпожарна единица и на брзата помош.
И од СВР Охрид информираат дека утрово во 3 часот и 20 минути кај нив било пријавено дека на улицата Методи Патче во Охрид настанал пожар во патничко моторно возило БМВ со охридски регистарски таблици, сопственост на 36 годишен охриѓанец. Повредени лица нема, се превземаат мерки за расчиствување на настанот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Повторно катастрофални поплави во Шпанија. Последна беше погодена провинцијата Жирона. На социјалните мрежи се објавуваат снимки на кои водата носи се пред себе во центарот на каталонскиот град Кадакес. Жителите се разбудија утрово со нови сцени на пустош по поплавите кои ја погодија Шпанија пред нешто повеќе од една недела, кога повеќе од 200 луѓе загинаа во Валенсија. За сега нема информации за жртви во денешните поплави. Каталонската метеоролошка агенција Метеокат во раните утренски часови соопшти, вака се спушта потокот Кадакес по интензивниот и континуиран дожд утринава, каде што веројатно имаше повеќе од 100 милиметри дожд. Градоначалникот рано утринава потврди дека имале предупредување од координативниот центар за операции на Каталонија, но луѓето не презеле соодветни мерки. Владимир Путин сепак му честиташе на Доналд Трамп за победата на претседателските избори во САД и го опиша како храбар човек. Запрашан за време на настан во рускиот град Сочи, дали е спремен да разговара со Трамп, тој одговори: "Ние сме спремни." Трамп вчера кажа дека е подготвен да разговара со Путин и смета дека ќе се случи. Путин додаде дека тврдењето на Трамп оти може да помогне да се стави крај на војната во Украина заслужува внимание. За време на предизборната кампања Трамп често кажуваше дека може да ја заврши војната за еден ден, иако не откри детали како би го направил тоа. Инаку откако Трамп прогласи победа на изборите, Кремљ кажа дека нема информации дали Путин планира да му честита, додавајќи дека САД и понатаму се непријателска држава. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху нареди да се испратат 2 спасувачки авиони во Амстердам, каде што синоќа беа нападнати израелски фудбалски навивачи. Видеа објавени на социјалните мрежи покажуваат улични судари додека полицијата интервенира. Од кабинетот на Нетањаху кажаа дека одлуката за испраќање на авионите била донесена по многу сериозен инцидент во кој биле нападнати израелски граѓани по мечот помеѓу Ајакс и Макаби Тел Авив. Холандскиот премиер Дик Схоф изјави дека е згрозен од антисемитскиот напад врз израелските граѓани. Во телефонски разговор го уверив Нетањаху дека сите напаѓачи ќе бидат идентификувани и процесуирани, изјави Схоф. 43 мајмуни побегнале од комплекс што се користи за медицински истражувања во Јужна Каролина, соопшти локалната полиција. Сепак оттаму смируваат дека мајмуните од факултетот Алфа Генезис не се заразени со никакви болести и се безопасни. Во информациите се вели дека група женски мајмуни од видот макаки резус со тежина од околу 7 кг избегале откако нов вработен не го затворил целосно заградениот простор. Властите велат дека вработените во Алфа Генезис можат да ги видат мајмуните и дека поставуваат стапици и користат термални камери за да ги лоцираат. Шефот на полицијата на ЈЕМАС, Грегори Александар, рече дека речиси нема никаква опасност за јавноста. Австралиската влада објави дека прва во светот ќе воведе закон со кој на децата под 16 години ќе им биде забрането да ги користат социјалните мрежи. Премиерот Ентони Албанис кажа дека парламентот следната недела ќе расправа за законот, чија цел е да се ублажи штетата што социјалните мрежи им ја нанесуваат на децата во Австралија. Ова е за сите мајки и татковци. Тие, како и јас, се многу загрижени за безбедноста на нашите деца на интернет. Сакам австралиските семејства да знаат дека владата ги штити, изјави Албанис. Иако за многу детали допрва треба да се дискутира, владата појасни дека забраната нема да се однесува на оние млади кои веќе се присутни на социјалните мрежи. Нема да има исклучоци за старосната граница за децата кои имаат согласно со нивните родители да користат социјални мрежи. Владата вели дека товарот ќе биде на платформите на социјалните медиуми да покажат дека преземаат разумни чекори за да го спречат пристапот. Законот ќе стапи на сила 12 месеци по усвојувањето. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.